поздрав од Тетово, не од Гостивар, малку се измеша, бидејќи ова коалиција предводена од ВМРО ДПМН е целодневно во Полошков, посети и Гостивар и Тетово, па сега сме тука во Тетово и разговараме со кандидатот за пратеник Горан Мисаиловски или познато како Ганс, што тетовци љубат да кажат. Кои се проектите кои се предвидени тука за Тетово? Во рамките на програмата реално на ВМРО ДПМН Коалицијата за подобра Македонија се предвидува изградба на магистрален гасовод од Скопје преку Тетово до Гостивар во должина од 86 км и со вредност од 29 милиони евра. Исто така се предвидува изградба на секундарна гасоводна мрежа во должина од 186 км за поврзување на над 26 општини во Западна Македонија со вредност од 22 милиони евра. Како што знаеме, владата на ВМРО ДПМН секогаш инвестира во медицината. Така да за клиничката болница Тетово, специјалната болница за белодробни болести Лешок и здравствениот дом Тетово е предвидена набавка на нова медицинска современа апаратура во вредност од над 2 милиони евра. Благодарам. Инаку спомнавте Гостивар, пред 2 часа и бевме во Гостивар, каде кандидатот за пратеник Дафина Стојановска ги презентираше проектите кои се предвидени за Гостивар. Министерството за транспорт и врски ќе има многу работа следната година, многу ќе асфалтира. Што тоа се предвидува? Токму така. Министерството за транспорт и врски ќе има премногу работа, бидејќи ќе има премногу проекти во новата програма што има ВМРО ДПМН. Во новата програма има проекти за сите граѓани. Секој граѓанин може да се пронајде, да си го прочита своето населено место, да си прочита во својот град што ќе се случува. Имаме предвидено токму она што е најпотребно за граѓаните. Односно по години може да видат што ќе направиме во својот дел, односно дали ќе има водовод, канализација, дали ќе асфалтираме некој локално патче, дали ќе направиме гасификација во делот каде што живеат граѓаните и така натака. Многу обемна програма, како што спомнав и пред неколку дена во повеќе изјави, 30 милиони евра дополнителни само за локални патишта. Тоа значи дека преку 200 нови локални патишта ќе бидат реализирани во наредниот период. Преку 60 нови магистрални регионални патишта. Тоа значи дека ќе бидеме присутни насекаде во Република Македонија, ќе градиме подеднакво, секаде каде што има потреба. Градиме 3 автопати, ќе продолжиме со уште 3 нови. Градиме експресни патишта, ќе продолжиме со 6 нови експресни патишта. Милиарди евра ќе се вложуваат директно во инфраструктурата. Ќе се работи на нови железнички станици, на нови пруги во Република Македонија, преку 70 нови водоводи и канализации и така натака. Тетово е македонски град. Тетово сака проекти. Тетово не сака двојазичност, не сака федерализација, не сака некои работи што не се битни за македонците. Тетово македонски град и ќе остане македонски град, но на Тетово му требаат проекти. Ние сите граѓаните се бориме да имаме што повеќе проекти. Потоа кога ВМРО ДПМН повторно ќе биде на власт, ние секој ден ќе работиме за да го подобриме животот и квалитетот на граѓаните. Тоа е наше ветување и тоа и ќе остане. Благодарам. Инаку да напоменам за крај дека носителот на кандидатската листа за пратеници Владко Ѓорѓев е целодневно тука во Полошко, беше и во Гостивар и во Тетово, а за крај да кажам дека вчера во Гостивар се одржи традиционалната комитска вечер.